sve došlo i nema strah ni tu za smrta. Novo nebo, nova zemlja, mora nežno to pomina na žedni muda vam da pije od života voda daru. Blaženi se mrtvite. Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da se sveti ime to Tvoje vo moje to srce i vo Tvoje to srce, дека ние сме деца на семокниот Бог, дека сме на земјата и дека силата, славата и царството е Негово. Нека биде волјата Твоја, мојот живот. Во овие слова, во нашите сотрудници, оставам се во Твоите раце. Ти да ме водиш, Ти да ме обликуваш. Се препуштам во Твое водство. Те сакам, Господе Исусе Христе. Ти благодарам што ме држиш здрав и исправен, што ми даваш сила, мир, љубов, трпение, што ме научи да простувам, да се покајам, да бидам исцелен и да ги љубам сите, да им простам на сите, никого да не осудам, да се покајам за секој грев и за гревовите на моите предци и да ја прифатам Божјата волја во мојот живот. Божјата волја во мојот живот. Слава Ти, Господе Исусе Христе, не тоа што сакам јас, туку тоа што е волјата Негова. Знаете, ние зборуваме за духовно родение. И сега некој човек кој направил 20, 15, 30 години, кога се родил, родителите се грижеле за него додека не научи да оди, да се движи, да се однесува во овој свет. Така ние кога сме духовно родени, ако сме родени. И тоа е добро прашање кој вели има одредена групација мислат дека се во Исус. Дознале за Исус, зборуваат за Исус, цитираат, подучуваат. А не го примиле Исуса во своето срце и тоа е суштинска разлика како се доаѓа до Исус. Ние зборуваме за принцип на предавање на сопствениот живот во сопственост и во владење, да му дозволиме Он да не учи, да не усовршува во љубовта. Затоа сме на земјата, нема друга причина. Се ќе прочитаме од Мудрост Соломонова, 4 глава. Подобро е привремената смрт на праведникот. И некогаш луѓето ќе починат и зошто почина, како почина. И луѓето плачат кога ќе заминат. Иако според сите сознанија што сме ги добиле од луѓе кои се вратиле, кои имале клиничка смрт или како да речеш, можност да бидат еден дел, малку време, со тело или без тело, Он знае. Не сакаат да се вратат назад и луѓето се врзани за земјата. Врзани се за земјата. Тие не го бараат Царството Божје за се да им се придодаде. Тие сакаат да јадат, да пијат, да уживаат и ја сакаат сопствената волја, сопствената душа. А тоа подразбира кој ќе ја зачува душата своја, ќе ја загуби. Добриот пастир Исус ја даде душата своја за браќата. И се годиме подобро е без детство. Да немаш деца, пазете кој се состојба. Со добродетел, со укреп, со крепост, например. Укрепен во Исус. Зашто споменот за неа е бесмртен. Таа се признава и од Бога и од луѓето. Ние зборуваме ако си ти укрепен во Исус. Ако можеш да победуваш во љубовта. Да останеш во љубовта, да ја живееш љубовта.
Не речат, видете го, овој верува во Исус, гледај, има мир, му се случија толку работи. Не сме дојдени овде на одмор. Кога е овде на неа се угледуваат, кога си ти укрепен во Исус, кога ќе си отиде се стремат кон неа. Ќе дојде момент, понизете се пред Господа и тој ќе ве подигне, кога Исус ќе те подигне, Таткото небесен. Само да немаш притисок голем па да се скршиш. Значи рековме овде, сум во Маврово, во Мавровската агора. Мојот братучет сече 60 на елки. И тие како што паѓаат потиснале по ниските, по малите дрва, гранки, например леските. И наоѓам лески кои се скршени, ги чистам сега гранките, и наоѓам лески кои потоа ги вадам, се исправаат и лисијата им се здрави. Така е и со нас. Ако не правиме отпор кога Исус ќе не усовршува. Значи, прачката што не дава род, се крши, се фрли во оган. Ние сме на калемена прачка, на изворот, на лозата. Кога ќе отиде сестремат кон неа во вечноста овенчана, вечно прославувана, што победила преку непорочни подвизи. Значи, ние сме овде да победиме во непорочни подвизи. Да не реагираме на стариот начин, тоа што сакаме ние, тоа што мислиме ние, импулсивно, по сатанската природа, полна со нељубов, зашто немаме доволно љубов. Значи, победуваш со непорочни подвизи. Најнакрај претрпија штетата. Остави му на Исус. Еден е судијата, еден е учителот. Имам еден интересен брат од друг град во Македонија, сме се молеле за него, за неговата жена и деца. Ги поврзавме со една заедница, не им одговара, слушаат проповеди на интернет. Ги викам да дојдат и сега почнал да слуша некои проповеди, почнал да размислува дека нешто дознава. И мисли дека со умот може да се дојде до Исус. Со умот може да се дојде до Исус. Видете, потребно е подучување, некој да те научи како се предава твојот живот, како се менува сопственоста. Многобројното потомство на безбожникот нема никаква полза. Зборува за деца и за било што работи. Воздивнувањата на прелюбниците не пуштаат длабоки корења и немаат тврда основа. Зборува за укрепување во Бог. И сега тој мисли дека со умот ќе дојде до Исус. Имаме еден роднина каде било копчето, другиот како била тајната, третиот како да почне да исцелува сега. Чип слуша проповеди на еден наш сотрудник. Пријател, слуга, раб Божи, апостол на Исус Христос. И не се менува. Со слушање на словото на проповедници кои се далеку, тешко се променуваш. Потребно е живо учество, двајца собрани во Негово име, ако има заедница во твојот град блиску. Каде што во споредбата со браќата и сестрите, со сотрудниците, да видиш дали си ти дел од телото Христово или си тераш по свое. Јадеш од дрвото на познанието. Значи, прелюбници, оние што мислат дека се во Исус. Зашто ако на брзина пуштат гранки слабо в коренете, ќе се расклатат од ветрот. А од ударите на силните ветрови ќе бидат искорнати. Зборува за оние што живеат во тело, прелюбници. Малку е во Исус, па отишол сега во политика, во бизнис, па пак се враќа во Исус, па пак во бизнис. Те сакам, Господи Исусе Христе. Силните, кревките гранки ќе се искршат, плодот ќе биде бесполезен, било што правиш без Исус, сме зборувале веќе ние за тоа. Незрел за храна и непотребен за ништо, зашто деца родени од беззаконски бракови, сведоци се за развратот на своите родители при распитот на судот. Тој зборува за еден суд кој ќе биде. И сега кој се осудува? Праведникот. Тие сами себе се осудуваат. Разврат на своите родители при распитот на судот. Степенот на нељубовта. Поминуваш низ огнено езеро, низ пламенот на љубовта. Ако немаш љубов, ништо не си. Се претвараш повторно во отпаднат дух, во материја. Те сакам, зашто деца, праведникот рано и да умре, ќе биде во мир, пазете го овој стих. Праведникот, не е битно колку години живееш, кај си, што си. Во една објава се јави. Што ти се случува? Најважно е да останеш во Исус, да останеш во љубовта. Да простиш,
да се покаеш, да не осудуваш, да се покаеш за гревовите на твоите предци, да ја прифатиш Божијата волја и да се обидеш да чекориш во љубовта. Кога немаш доволно љубов, правиш 2-3 чекора назад и велиш: Исусе, дај ми сила да го љубам овој човек. Чесната старост не е во долговечноста. Не е важно колку денови живееш, ниту се избројува со бројот на годините. Мудроста тоа се белите човечки коси. Мудроста, а непорочниот живот. Возраст на староста, непорочен живот. Живот во мирот Исусов, откако му угодил на Бога. Знаете, угоден на Бога, милост сакам. Тој вели милост сакам, а не жртви. Праведникот е засакан и откако живеел меѓу грешниците, Бог го прибрал. И ние зборуваме за праведник кој е оправдан. По благодат сме спасени, по милост. Но не треба да се прават доктрини дека еднаш спасен си, за секогаш спасен. Ти си спасен, оправдан си практично. Праведен, оправдан, за да можеш да чекориш во Исусовата правда. Ако не чекориш во Исусовата правда, тогаш благодатта е празна, како што вели апостол Павле. Откако му угодил на Бога, праведникот е засакан и откако живеел меѓу грешниците, Бог го прибрал. Дека ние живееме меѓу грешници, да се обидеме да останеме во Исусовата правда, не во својата, во Исусовата. Грабнате злобата да не го измени неговиот живот. Зашто луѓето умираат, па Господ знае, Таткото небесен, докаде можеш да се усовршуваш, ако не се усовршуваш, ќе направиш штета, те зема. Телото оди во земја, се враќа од каде што е направено. Значи земјата е жива кога може од неа да се направи. Има дувна во душата дух животен, се разбира дека тоа е отпаднат дух. Грабнате злобата да не го измени неговиот разум и подмолноста да не ја заведе неговата душа понатаму. Значи виорот на похотата ја изопачува душата. Тоа што ние го сакаме. Сакам ова, сакам она, сакам она. Го спушташ нивото и го бараш Царството Божјо. Го примируваш телото и растеш во духот, зашто извршување на лошото, тоа што ти сакаш е лошото. Не треба Божјата волја. Тоа е христијанство. А страстното бранување го развратува. Страстно бранување го развратува. Развратка. Злоблив ум. Несовршен ум кој достигнува совршенство. Во кратко време тој живее долго. Кратко време е твојот живот на земјата. Сатаната е фрлен на земјата, има малку време. Ти си дел од сатанското ткиво додека не го избереш Исус. Зашто има синови човечки, синови сатански, тие што прават што сакаат, и синови Божји, тие што се слуги на Исус. Како почетна категорија што му е предале собственоста. Се што имаат во рацете на Исус. Зашто неговата душа му била угодна на Господа. Ако љубиш, затоа побрзал да го избави од безбожноста околу него, значи зашто умирал кратко некој порано. Луѓето го видоа, тоа не го разбраа. Дури и не помислија за тоа, дека Бог има благодат и милост за своите свети и промисли за своите избраници. Сите се повикани, а малкумина се избрани, дали ќе останеш кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Така да кога ќе бидеш оправдан на почетокот, треба да почнеш да чекориш во Исусовата правда, да бидеш ловец на луѓе и да ги вршиш делата што тој ги врши. Те сакам, праведник умирајки, праведник, ќе ги осуди живите безбожници и младоста што стигнала бргу до совршенство. Долговечната старост на неправедникот, некои живеат долго. Долго ги чека да се покајат. Зашто тие ќе го видат крајот на мудриот и ќе сватат што определил Господ за него. Што определил Господ за тебе. Што си избрал ти и каде се движиш, дали избираш живот во Исуса или смрт. Си тераш по своето. Знаеш што е добро и зло. Избркан си од рајот. Сакаш да си искачиш невисоко. Тие ќе видат и ќе го пожнеат, но Господ ќе им се подсмее. Потоа ќе биде презрен труп и срам меѓу умрените довека. Човекот е од земја, во земја ќе се врати, зашто он ќе го турне и тие ќе паднат. Безгласно ничком. Ќе ги оттргне од нивната основа и тие најпосле ќе опустеат. Знаете, ќе бидат во жалост од основата нивна. Основата е семокниот Создател, он е сам, он е живот, он е љубов.
Ti nema život bez njega, koga se prikalemiš na nego, ti si v životot, koga se otrneš od nego, postepeno se pretvoraš vo, kako bi se reklo, iscican, otrgnat duh, bo materija, zemlja, čovjek od koja od zemlja se pretvoraš vo zemlja. Suštinski, ako ga razbirate, ova osuznovajki gi svojite greovi, tijek je zastanat so straf i nivnite bezakonija. Pazite ga ovaj stih. Nivnite bezakonija, samite nivke gi osudat. Bog ne osudува. Nije зборуваме дека твоите дела те судат, делата на нелюбов, одбивањето. И сега тие мислат дека се во Исус, норам за христијани. А силата Исусова, дали е во нив? Дали е во тебе силата Исусова? Дали си здрав, силен, полн со љубов? Или имаш депресија и те боли, нешто пиеш апчиња, одиш на доктори? И прашањето е како? Како се служи на Исус? Седиш дома, слушаш проповеди негде далеко и мислиш дека ќе бидеш исцелител. А имаш проблеми дома со сопругата, со синот, на работа. Нели? Како се служи на Исус? Со песни и ора. Си пеат песмички. Со цитати. Цитираш слова на интернет. Или со словото на своето сведоштво. Словото на своето сведоштво. Тие го победија со крвта на јагнето, значи треба да умреш под крстот. Како што Исус умре, така ти треба да умреш за себе, а да живееш за Исус. Но тоа не е теорија. И со споменот, сломенот, и со словото на своето сведоштво. Тогаш ти стануваш сведок. Дали си сведок на Исус? Имаме други Јеховини сведоци, не го прифаќаат Исус. Имам еден роднина и гледам како завршуваат во гибел. Како што и мусиманите велат, Бог нема син. Значи, Исус бил пророк. Кој го има Отецот, го има и Синот, кој го нема Синот, Отецот и Синот го нема и Синот, тие се едно. Тие зборуваме за соединување преку Исуса. Исус ни е образец, ти си сведок, жив камен, живо слово. Дали си живо слово, дали сведочиш, не можеш да сопреш. Дали служиш на Исус цел ден или еднаш неделно, па те нема 2 месеци, па се јавуваш, после држиш поуки, например, во групата молитвеници. Живееш негде тамо 1000 километри далеко, ама да поучуваш тој дух протестантски во тебе. А таа вели, не е тоа протестантски, тоа е сатански, зборува за една заедница. Јас не зборувам, се што е надвор од Исус е сатанско. Значи имаме синови човечки, синови сатански, тоа се тие. Едната категорија и синови Божји. Син Божји е оној кој го води Духот Божји. Дали тебе те води Духот Божји или прави што сакаш? Дали го прашуваш Исус за се? Дали цело време му служиш на Исус? Дали си предаден во неговата власт и собственост? Сето тоа се некои прашања кои не се обработуваат во заедниците. И ние имаме, значи, мисли дека како во Исус. Не ти што сакаш, дали ја исполнуваш волјата Него. Волјата на оној што ме прати е секој што ќе го види Синот и поверува во Него. Да го видиш и да поверуваш, да живееш живот вечен. Дали ги имаш неговите мисли? Дали си ги опашал бедрата на својот ум? Дали падна од конјот како апостол Павле и ослепе физички и духовно почна да гледаш? Да гледаш духовно. Да видиш во духот. Дали имаш срце кое жедне за духот Исусов? Блажени се бедните по дух, жедните, зашто тие ќе го видат Бога. И доаѓаме до моментот како се живее Исус. Како се живее, па му дозволуваш да направи сокровиште со Отецот во дух во твоето срце. И тогаш ти едноставно почнуваш да се менуваш. Ситуациите во кои си реагирал со гнев, без осуда, омраза, нељубов, љубомора. Во сите тие состојби ти сега действуваш, враќаш со љубов. Те сакам, Господи, се присте. Како се остава себе си на крстот? Тоа е најтешкото. Сите сакаат себе си. Јас мислам, јас сакам, јас вака, јас така. Јас мислам дека треба да има доктори, ми вели една сестра.
Pa dobro, тогаш оди по доктори. Јас не одам по доктори. Мојот доктор Исус Христос, застанувам пред самокњот. Татко, погрешив пред тебе и пред небото. Покажи ми што треба да покајам. Како се оставаш себе си на крстот, како да умреш. Како духот да зборува низ тебе. И он да ги врши делата. Сето тоа се работи што се потребни практика. И братот сега од еден помал град му викам, дојди 2 пати на кај нас. Како да му објаснам сега? Дојди, викам, на семинар во Скопје. Мислам, бидејќи слуша семинари на интернет. И тој ми вели, а кој ќе го држи семинарот? Знаете, добро прашање. Ние сме биле неколку пати кај него, сме се молеле за него, за неговата жена, за неговиот син. Имало мали подобрување, но според верата, иако не е, нека ти биде исцелувањето според верата, од страната причината, тоа е истражува секакви можни начини на исцелување, да станеш на повисоко ниво, а не знае како да застане, да падне ничком пред Исуса Христа. Како Духот да зборува за тебе и Он да ги врши делата, како се оставаш себе си на крстот, како, многу прашања. Словото е меч во Духот и е живо. Што и ќе кажеш ќе се случи. Не само во телото, во Духот. Кога го повторуваш во телото, тоа се материализира, но тоа се плаќа по тоа. Ние сме оправдани, праведни сме. На доктрината еднаш праведен, за секогаш праведен, кај одредена деноминација. Оправдани сме, но треба да примиш сила за да станеш син Божи, да го примиш Исус на сите што го примија. Тоа е суштината како се прима Исус во срцето. Зошто луѓето не сакаат да се откажат од себе си, се сакаат себе си, тоа е сатанската природа. Себељубие, треба да го сакаш Исус. И тогаш си дел од телото, тогаш се сакаш себе си. Ако не го сакаш Исус, ти се сакаш во еден круг на изгонет од рајот. Прашање кога ќе изгубиш силата, бидејќи царството, силата и славата се на Таткото Небесен. Јадеш од дрвото на познанието, знаеш што е добро и зло, ти си правиш како што сакаш. Тоа е Каин на Велија. Откако е изгонет од рајот, бидејќи стана како еден од нас. Што вели Отецот Небесен? Адам ја позна жената Ева, ги родија Каина и Авела, и Каин првото што направи, го уби братот свој. Зошто Каин ги уби Авела? Зошто не можеш да поднесеш суштествување на друг надвор од себе? Тоа е вавилонство, сакаш да се искачиш највисоко. Дел си од вавилонските градители на кулата, или од сатанското, да направиш трон над тронот. Имаш еден мастер предходно, сега е пастор, епископ, не знам што е станат. Не, дали се станува од мастер, пастор, со тоа што само двајца протестанти ќе положат раце на тебе. Потоа ќе се види дека едниот ја утнал работата. И потоа ќе се види дури дјаконите на кои им се положени раце во една црква, за која една сестра вели дека е сатанска. Каква е разликата, дали ќе ја нарече сатанска, православна, католичка или протестантска? Секако се што не е во Исус е сатанско. Може да се наречеш и Христова црква, а да не си во Исус, да мислиш дека си во Исус, да немаш љубов, да наплакеш терапии. Знаете, суштината е таа. Зошто осудуваш, дали ги љубиш сите? Зошто немаш сила да ги љубиш сите, бидејќи не си го примил Исус? Ти немаш сила, Исусе, дај ми сила да го љубам овој човек и да му простам. Зошто немаш сили да им простиш на луѓето? Простете и ќе ви биде простено. И сега тој сака со умот да дојде до Исус. Не се доаѓа така. Треба да паднеш на колена и да му предадеш се. Не можеш ти ништо со твојот ум да разбереш. Им го отвори умот да го разбираат Словото. Не судете за да не бидете судени. И суштинското прашање е каде завршуваш ти? На крстот. И почнува Исус да живее во тебе. Завршуваш ти. Крај на програмата. Енде. Конец. За секогаш Исус и почнува Исус да живее во тебе. Тоа е точката. Можеш да слушаш проповедници, да се занесуваш, да бараш одговори. Одговорот го има во Исус. Ми поставуваат прашање од заедницата сотрудници.
Има снимено преку 300 завети. Слава ти, Господи Исусе Христе. Тоа не зборувам јас, туку Духот на Отецот. Им велам дека таму се одговорите. Некои од нив кои слушаат наоѓаат. И јас наоѓам одговори, ги преслушувам по неколку пати. Каде завршуваш ти? Кога завршуваш ти? И почнува Исус. Колку е широко твоето срце, тесно срце има еден израз, да го примиш Исус да живее во тебе. Да го примиш Исус и Отецот. Он да те учи, да те води. Те сакам, Господе Исусе Христе. По неколку прегледани семинари и проповеди на интернет се возгордеа. И ме прашува кој ќе предавал. А предходно, човекот бргу заборава. Знаењето возгордејува, љубовта ослободува. Затоа состојбата дека го знаеш Словото, дека си поминал некои школи и цитираш стихови, не е добро. Блажени се мртвите. Блажени, имаме една песна, што е слезена преку 50 на песни слегува, слава ти Исусе, кои од сега умираат во Исус. Значи ти треба да умреш во Исус. Ти стариот, грешен, несовршен, во срцето човечко излегуваат злоба, нељубов, омраза, љубомора, крадење, лажење, похоти. Тоа излегува од твоето срце. Пишано е во Словото. Тогаш земи огледало, ке погледна во огледало и заборава каков бил. Значи треба да умреш да бидеш блажен, да умреш во Исус. Од сега, веднаш сега и овде. Каде завршува Исус и почнува сатанското во тебе. Подобро е ти да завршиш и да почне Исус, да почне Божјата правда, умирање во Исус и ново родение. Дали си спремен да умреш блажен во Исус, брате и пријателе? Или си ја сакаш душата и животот свој? Видите, овие слова вчера слегува. Еве ги запишав само. Читам еден дел. Сега така добивам по дух. Апостол Павле вели дека така му е објавено. Апостол Павле падна од конјот и ослепе. Конјот е тој ум на кој бедрата, копитата на неговиот ум. Ослепе телесно. Духовно треба да гледаш, синко. Похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот е сето она што те оттргнува во прво Јованово од Исуса. Дали си спремен да умреш блажен во Исус, или си ја сакаш душата своја, ќе си ја сочуваш и ќе ја загубиш и животот? Дали себе се љубиш, или Исус е битно прашање? Себе подразбира се она што имаш. Тешко е на богатиот да влезе во Царството Божјо. Богат со било што. Со знаење, со книги, со пари, со деца, со жени, со коли. И обратно. Тешко е да се откажеш од себе си. Себе се љубиш или Исус? Дали го љубиш ближниот како себе си? Ако не го љубиш, зашто не побараш помош од Исус да го љубиш, бидејќи ако не го љубиш, излегуваш од царскиот закон на љубовта. И тогаш ќе ти биде судено според делата, за секој лош збор ќе одговарате. Ако некој го нарече братот будала, ќе биде одговорен за опеколот. Имаш ли доволно љубов за сите? Те сакам, Господи Исусе Христе. Кај ојде сега, толку ли беше? Имаш ли љубов доволно за сите? Видите, овде едно, овде друго. Слава ти, Исусе. Овде трето се наполни хартијата. Од духот на мојот татко слегуваат овие проповеди. Вие се кевате мир кој имате отворено срце. И јас го молам, Оче мој, пламенен дух, оган небесен да слезе и да изгори се што не е од Исус во секој оној кој денеска сега ќе клекне и ќе рече: Исусе, прости ми, татко мој, прости ми, се покајувам за гревовите на моите предци, простувам на сите, простувам, не осудувам, го барам Царството Божјо, ја прифаќам Твојата волја, исцелување на моето колено, на мојот ум, на моите очи, допри се, исцелување во Исус, здрав сум во Исус, те сакам, Исусе, Исус напред јас по него, за секогаш Исус, слава ти, Господи Исусе Христе, бегај од Македонија, сатано, во името Исусово, крвта Исусова е врзна, силата Исусова е во нас. Син Божји
Te sakam, Gospode Isuse Hriste, te ljubam, Isuse. Amin. Do Božje carstvo nebesno. Amin. So slovom na sve došlo i nema straha.